Поларните температури кои ги имавме зимата, но и сушниот период ќе намали популацијата на инсектите, меѓу кои крлежите и комарците кои пренесуваат заразни болести кај луѓето, забележува универзитетскиот професор од Штипскиот земјоделски факултет Душан Спасов. Ниските температури што беа оваа година и како се одразат неповолно врз развојот, односно врз намалувањето на популацијата на инсектите. Затоа што самите места на презимување, каде што презимуваат, без разлика инсектите во кој стадиум презимуваат, и како беа погодени од тие ниски температури. Жителите на Источна Македонија секое лето се жалат од злодевните инсекти во текот на вечерните часови. Главен извор за појавата на комарците во овој регион се оризните ниви полни со вода, а годинава и намалувањето на површините на оваа култура ќе придонесат уште помалку да ги имаме. Инсектологот Спасов истакнува дека добро е што општините, согласно законот, мора да ги спроведуваат акциите. Градоначалниците имаа иницијатива државата да ја преземе акцијата. Не мора да се организира на ниво на држава, затоа што не можете вие на ниво на држава да имате ист континуитет, односно иста појава на самите штетници. Некаде ги има повеќе, некаде помалку, и на тој начин се пратат и на тој начин се организира тоа сузбивање. Источна Македонија скоро 1 милион евра троши за прскање против комарците и крлежите. Според градоначалниците, поголемиот дел од тендерите им се завршени. Акцијата мора да ја спроведат, бидејќи во спротивно, општините ќе бидат парично казнети.